денешната емисија на Срце на дланка ја носиме приказната која ги допре срцата на јадници. За една трошна куќа високо во селото Мартинце кај Крива Паланка, каде животот ги оставил децата сами, среде ноќ, без светло, без храна и без сигурност. Самохраниот татко Игор Младеновски со години се бори сам да ги изведе своите деца на прав пат. Неговите прсти се испукани од студ, изранети од работа и во нив е испишан целиот тежок пат по кој чекори, со главата горе, но со срце полно болка. Откако мајката ги оставила сами среде ноќ многу мали, целата обврска паѓа врз рамењата на малата Марија. Најстарата ќерка Марија уште е дете со детски соништа, но со обврски на мајка. Тешко ми. Само ги чувам сите. Она вечер околу 10:30-11 саат се отиде, нас не сами ости дома. Татко ми дојде у 12 саат, праша го, она беше си отишла рече за Скопје, отишла и токо. А за бањање? Па сестра. Да, таа ти помага? Да. Ако не ги ја чувам, нема кој да ги чува. Ако не кажат, ќе ги дадат у дом. Тоа бе рекол. Да. Во социјално, тоа дие кажат, ќе ги дадат у дом, ако не. Морамо да се бориме за живот. Да може да обстанеме. Идеме те по работа, те приватно, като имам меѓуслободно време. Мора да работи. Онака не може да никако да преживееме. Да се ваѓа ладно, мора да палиме огин. Кад за школа многу рано станеме, околу 6:30, додај да се облечеме, оно стане 7 часот, појдеме на дореден саат, ни одење. После школа дојдеш, огин е угаснен, пага палиме, тука кози чуваме, раниме ги, магаре, кокошки, све раниме чуваме. Ако нема, мора да идем да купимо. Као што видиш, прилично е далеко. Ако нема, мора да чекаме за да донесат јадење. Па у школа татко ми работи и ни дава пари за да идемо у школа да јадам. Ете некад кад нема, има помага никој може. Кој ви помага? Па прилика сите кои можат помагат. Децата пешачат 1 час, гладни, во мокра облека, само за да стигнат до училиштето. А нивната единствена желба е да се преселат во градот, да добијат шанса за достоинствен живот, да не се срамат повеќе од куќата која не е дом, туку споменик на сиромаштијата. Кога во нашето студио гостуваше социјалниот работник од Министерството за труд и социјална политика, раководител за социјални грижи, го даде своето ветување. Рече, овие деца нема веќе да страдаат. Дефинитивно на ова семејство им треба менување на тој простор рурална средина со урбана средина, за да им се даде можност. Значи, кај таткото е забележан капацитет, тој работел, тој не седел дома. Меѓутоа, си има своји можности и треба да му се даде шанса во градот, се во интерес, нели, на заштита на интересите на малолетните деца, апсолутно. И токму таа жена денес не враќа назад во Мартинце. Екипата во селото е повтор пат, но овој пат не со тага и со жалување, туку со радост. Денес сме тука за да им соопштиме на Марија и на незините браќа дека болката веќе завршува, дека студот, гладот и срамот остануваат зад нив. Може би природата ќе ве асоцира на нешто познато. Повторно сме по втор пат во село Мартиница. Кај истото семејство, семејството на Игор Младеновски. Мислам дека имам навистина многу големи емоции во себе, со оглед на тоа дека денес се случува една многу убава работа. А за тоа сакам да се заблагодарам на човекот кој што е заменик министер во Министерството за социјална политика, еден од многуте случаи денешниот каде што одиме да доделиме социјален стан. Семејството кое што буквално живееше под отворено небо,
денес добива социјален стан. Сакам заедно да ги видиме емоциите и да почувствуваме среќата на младите Ана Марија, Лука и нивното помало братче. Игор Младеновски. Се гледаме по втор пат. Измина 2 години. Такно тоа. Како бевме? Да. Пројдеа како за 2 дена, тие 2 години. Пројдоа ли грижите кај вас? Не, грижите никако не се прашаат. Не се поминати. Има уште многу. Напротив, може би се зголемени. Па не се многу големи, вода нема, пут нема од нигде, не може не е пристапно место. Се мачите. Па не да се мачиме, кој тен се мачи. Децата како се? А сега се добри. А зошто ти се насолзуваат очите? Па мора, сам се грижиш за нив. Ти е жал за децата? Па нормално, како секој родител што е. Исто и јас. Децата, каде се? Тука се? Тук се дома. Што прават? Па сега се крие по сенката. Многу е вручина, Топло е и тука. многу е топло. Не Топло се и во диш. градовите, а јас мислев со некој степен ќе биде барем тука во шумава каде Нема, што овдека живеете. е бетер. Ветер. Трава, суво е. Страшна работа. Како помина овие 2 години децата? Се уште се мачеа, одеа во училиште преку Се, шума? да, нон-стоп и ден денеска. Имаше ли некој непријатен нешто, инцидент се случи ли? Па ми се случи тука сега пред неколку си 3-4 месеца, имаше една сообраќајка незгода. Кој? Ми ја удрија ќеркава, тамо на автопут. И? Па и ништо. Ја повредија ли? Па баѓем ти е повредена. И многу се снималува. Едно 3 месеца нон-стоп. Одеше ли ти на работа? Па и да, ама се беше повише покрај нејзе. Имаше сериозни повреди? Да. Имаше Овде тука. беше, нели патот? Горе, добре, нема врска, тој ќе залети. Имаше сериозни. Глава како глава, ти што прешаемна да пупне со глава. А, Тоа главата е- ја повреди. Да. Уште само тоа ви требаше. Него уште тој фалеше. Како викаат, каде е најтенко таму Оно се каде е тънко, но там се Па скина. кој се грижеше тогаш за братчињата? Па мајка ми тука, А мајка ви е тука? Да. Од каде беше влезен? тука нагоре. Овде. Друго, како работите ли некаде? Што правите? Работим ја приватно, све сум земјоделија, те што по шума, по дрва. Све сум со тоа. Да обезбедите ли? Но нон-стоп. За да може да ги избилкам, барем да израснат како што треба. Не е лесно. Не е бога ми. Тука ли? Ето ги ме. Здраво. Што се случи од како бевме последниот пат? Имаше ли никаква помош? Како живеевте, Ана Марија? Од последниот пат како бевте, едно нешто што беше, е што беа доста донации што имаше, но станот што требаше да го дадат, уште не го дадоа. Не е нешто поразлично од претходно. Можда малце сменено, но не е. А што добивте во донации? Имаше нешто пари, облека, нешто храна и тоа. Остана сепак на тебе она грижа за братчињата. Да. Лука и како беше? Лука и Драган. Драганче. Ти веќе порасна сестрина школка, така, веќе порасна. Прослави полуматура? Да. Како помина за полуматура? За полуматура помина хубаво. Да. Се подготви да бидеш рамо до рамо со учениците? Да. И како си помина? Што правевте таму? Се веселевте? Па, убаво беше од почетокот. Седашемо, сликамо се, после играшемо, поешемо. На крај убаво си поминаме, завршимо и си дома. Така. И потоа одлучи каде учиш сега? Што учиш? Во гимназија, Ѓорче Петров, угостителска струка. Тоа веројатно не ти е нешто непознато, бидејќи ти од мала се научи да готвиш за себе, за татко ти, за децата, Да, за братчињата. познато ми е, така да полесно и да. Се ли знаеш да готвиш? Да. Сигурно ти се се петки во училиште.
Да, Да. Убава ли ти е школа? супер е. Малку е заменала тука. Да, и тоа е таму во градот и тоа ти е далеко. Да. Сигурно ти е и проблем. Па, малку. Кога станувате сега за на училиште? Се уште ли е истиот биоритам го имате? Ја имам различен ко... Ја станувам у 5:30. Спремим се, идам доле на автобуска, 6:30 автобус и догоре од автобуска отино до школа пешки. А од тука сама одиш? Да. Низ шумата? Тоа веќе е надминато стравот низ шумата и дивите животни. Да. И прва и втора смена да сам не ми пре проблем. Дури навечер во зима кога се враќаш. Да, оно е темно. Во училиште немат ли во предвид дека живееш далеко па малку порано да те ослободат? Не? Не. Си седиш како и сите други што живеат Да. во градот. Да. Сигурно и додека си таму, можеби ги мислиш малите братчиња? Знам дека ќе си дојдат дома сами, не има проблем ни они да се уденувек, така да. А и веќе се пораснати. Да, големи се, више не се малецки. Ти пред 2 години ми кажа дека и ги бањаш и ги подготуваш за на училиште. Да. Сега тоа е сменjeno, сами знаат. Малку ти е олеснето. Да. Можеш да се посветиш на школата. Која ви беше, Ана Марија, најголемата желба од како останавте сами со таткови? Па, да можешме барем доле да живееме, као да не сме у шума, да не сме одделени од луѓе. Овдека е ко разделено. Нема луѓе. Дали у недела време помињат 5 луѓе. Тоа ви е проблемот што сте одделени од цивилизацијата. Па малку, да. Буквално куќава е сама на планината и што имате еден чичко кој што е во Скопје Да. најмногу. Тоа ви е дружбата со децата, социализација, Да. но и далечината на дожд. Како? Кога е ладно? Е па, ладно, облечеше малце поише и ходиш. Кога дојдовме и кога ве снимавме, ти беше премногу емотивна. Да, Заедно со тебе сите ние од екипата тука плачевме. Беше разочарана и се уште можам да го забележам тоа разочарување во твоите очи. Па да, разочарана сам ко. Не е ништо сменено од претходно, ко можно е малце, ама не е многу. Има некои работи сменени, ама некои стана исти. Што е сменетото? Сменено е тој што имаше доста донации, со пари, облека, храна, тие работи, али со станот што требаше да го земеме, ништо не се смени, ко него уште добиеме. Не знам дали уопште ќе го добиеме. Ќе видим. А ви се јавували, поднесувавте ли документи? Што се случи? Да, доста пати поднесува татко ми документи, ама нешто ги одбиват, кога нема некои документи фалат, па ги прати, па исто, не знам сега. Така. А со парите, со донациите, купувавте ли нешто што ви е потребно? Не, парите уште стојат на светка. Зашто ги чувате? За станот? Имате некој план, нешто? Па да обезбедиме за станот се што ќе треба, ако да биде ко место за каде можеше живее. Чекаме да видиме дали ќе го дадат уопшто, ако не ќе мора нешто да се взима да се купува, не знам. Баш. А од каде? Со што ќе купите таткови? Кога работи, кога не е приватно, само колку да ве прехрани? Да. Па, парите што ги чува на сметка, кога ги чуваш и ги за станот, за сака да не ги потроши, да има за станот да обезбеди, што би мало да се Мебел. земе, мебел, такви ствари, а за живење он работи за издржување, за толку заработува. Се уште во оваа просторија функционирате? Да. Марија? Да. Се уште сме тука. Ова е вашето детско катче, детска соба на 3 мали деца. Понекогаш ти еве растеш. Ти треба посебна соба. Ти треба Треба, ама а сега вода. Како се сноѓате со вода? Тука нема ни довод на вода. тука нема. Има река, има чешма. Од таму одиме и донасеме во шишиња. Туби. А како
перете, како одржувате хигиена? Па, има од река, има црево од овдека. Каде има вода, перемо такви работи, хигиена, све одржиме, али кад го нема, малцето е тешко. Има и такви случаи кога Да. Па овие денови го немаш, ама прво да го пушат, многу е слаба, нема вода ни у река и И тогаш што правите? ништо, чекаме да дојде или ќе донесеме на раце или нешто. Ако е таткови на работа, вие тоа го правите? Да. Децата? Кога би имала можност да замислиш една најголема желба, која би ти била таа? Најголема желба да живееме у куќа ко сите луѓе, да е нормална куќа, да не бидеме одделени од луѓе, да не треба да, не знам, по шума да шетаме ко сваки ден. Да бидете како сите нормални деца Да, и да не ви се смејуваат. да, и тоа е една причина. Ви се смејува? Па да, има многу деца што се смејуваат, ама нема везе. Се уште трае тоа? Има некои деца што се смејуваат, ама не ми пречи више, навикнена сам. Они да се смејуваат, они не знаат како е, за да направат нешто. Не можат ништо да направат, само може да се смејат. За твоите 15 години си премногу зрела. Само тоа можам Знам. да кажам. Имат мега многу луѓе, кажам. Пред време пораснато дете. И секој мислам дека треба да ти се поклони за тоа како се грижиш за себе, како не си скршнала од патот во овие години, кои што се нели критични за оваа возраст, Да, кога се влегува во пубертет. Пред малку кога влеговме, ни направи мал инцидент, не сакаше да разговараме. Да. Зошто беше нервозна? не ќе да разговараме затоа што откако доаѓате последен пат, нема се многу сменено, немаме се ништо ни преселено, ни такви работи. Тука сме околу едно место сме увек и кој да не тражи може овде да не најде. Знае кој сме, знае што сме. Требаше да добиете стан. Требаше, ма не го добиме. Сега ќе чекаме, дали ќе го добиеме или не. А ако ете ти кажам дека за неколку дена ќе се преселите во новиот стан, Тоа е добра вест. Да ќе биде супер. ако ти кажам дека добивате клучеви сите да се преселите во градот, Тоа ќе биде нешто преубаво. ете, тоа е информацијата која што ти ја носам од Скопје. Фала ви пуно што ми ја донесеште дури до дома. Во е преубава вест, значи пресреќна сум. 1 септември веќе нема да одите по шума. Ќе одите како сите нормални деца. Фала Богу. И ова се солзи радосници. Што како ќе заспиете вечер со браќата? Пресреќна, не знам дали ќе може да заспиеме. Може ли да те гушнам еднаш? Може. Значи, дојдов да ти кажам само дека веќе ви завршија тие лоши денови, тоа лошо детство што го имавте сега, ќе се бањате, ќе имате вода, ќе имате струја, ќе имате храна, ќе имате се. Веќе нема мачење. Ти се верува? Да. Малку си збуната. Да, збунета сам го. Не очекуваше нешто, вакво се случи ко току чекање, ама? Секогаш. Секогаш на крајот мора да веруваме. Да. Дека најдоброто доаѓа. Вие заслуживте, вие навистина сте деца кои што заслужуваат детство како и другите. Да. Затоа сте навистина заслужени и повеќе луѓе кои што година и повеќе работеа на овој случај. И кои што, ете, обезбедија за неколку дена да влезете во станот и
да си ја направите собата од соништата со зачуваните пари, веќе имате. Што прво ќе направите таму? Прво нешто што ќе се уселиме. Да. Ќе го безбедиме да све што ќе треба за стенат, ќе се уселиме, ќе биде по-нормално. Од тука како. Како ќе им соопштиш на соучениците дека веќе нема да живееш тука? Не ги не интересира кај живеем. Пола, мислим, од учениците не ги не интересира кај живеем, оне сал да ме знаат, да се дружиме. На некој може ги интересира, али они не живеат туи да знаат. Подалеко живеат од подруги села, така да не е проблем за тоа. Ќе ти биде ли адаптацијата од шума во град тешка? Па малку, да. Ќе ти фалат можеби животните? Ја нема увек дора да седим. Искачам и тој. Ќе се доаѓате и тука? Да. Тука ви е вашето родно место и си го сакате и овој нема да го оставиме. амбиент. Нема да го оставиме така. Да. Што ќе им кажеш на браќата? Што би можела да им кажем? Едно нешто што можем да им кажеме дека од сак на тамо ќе живееме доле, нема да мора да одиме по шума и ден и ноќ. И такви работи од школа ќе можат на брзинка да си отидат дома да одморат и нема повраќањето долу. Или по ладното. Тие сака ли да одат таму доле? Да ги прашаме нив? Вие сакавте ли да се симнете во градот? Да. Да? Да. А ти, Лука? Драган? Драган? Ке бидете ли поусрекни сега? Да. Тоа беше и ваша желба? Да. Сигурно ќе ви биде многу убаво и сигурно ќе ви биде полесен животот. Ако ништо друго нема да одите пеш толку време. Па да. Кој ќе очекува нешто вакво? Да. Ко- Денеска се ретки убавите вести, убавите моменти. Моменти, да. Може би ова ти е еден од најубавите денови. Да. Моментално ова е период, да. Да. Најубавото нешто. Откако дозна дека конечно распаднатата куќа ја заменувате со стабилен, цврст дом, каде има секогаш вода, Вода, струја, што е сите потребни работи. што е најважно близко до На градот. Добро. Јас ќе ве оставам да се уживате, дојдовме само за кратко, дојдовме дури од Скопје да ви го соопштиме ова и да се заблагодариме на сите кои ете придонесоа. А тука е нашата Ирена, која со ногти гребеше за да дојдете до стан, да ви помогне, бидејќи твоите солзи пред 2 години не оставија никого рамнодушен. Така да, со убаво да се седите, да бидете секогаш срекни, да уживате во детството и во животот. Ќе уживаме. Со Господ набрат ќе уживаме. Па пратете ни слики, јавете се да знаеме дека сте добра. А сигурно ќе бидете. Сигурно. Да се заблагодарим на сите што се помогнале, значи фала ви пуно. Ова е многу значи. Не знам како можеме да надогместиме животот ќе да. Сите што се помогнале, животот ќе помогне на нив. Така е. Секогаш доброто со добро се враќа. Да. Одлично, доста беше патење, доста беа солзи, само уживање и среќа и радост. Иднината, дај Боже да донесе среќа. Ја слушнавте виста. Да, Ана Марија се стегаше, порасната е многу и... Некако многу се изненади се. А ти? Ја возбуди се, не знам што да кажам. Јас се многу заблагодарен на владата. И На на сите што вас, помогнаа. на сите тие други што помогнаа. Немам што да кажам, значи тој што сум го тражил, срце ми се сега на место. Сега да можем животот да го средим дали. За да можем и нима малце да ги потргнем од шумата, тој да не стат сами. Друго е малце доле сега. Поблиско со народ, со деца, у школа, нема да го мислим, Бук ќе ги изеде или нема да ги изеде. Дали ќе дојде, дали ќе се стъмни, дали ќе замрзну снегот. Јас се заблагодарен на сите тие кои народ што ни помогнале и на владата.
Од срце. Не можам да те препознам од толку што си насмеан, среќен и исполнет. Да, јас сега сум како друг човек. Да можам да бидам во твојата кожа барем на секунда. Може. Јас се благодарен и на вас, и на сите, значи без разлика. Сето ова се случи од моментот кога дојдовме тука пред 2 години, откако се емитуваше вашата историја во Срце на дланка и откако ете почнаа да доаѓаат. Не може народот, хуманиот народ не можеше да остане имун на солзите ваши, на маката твоја како се грижиш за децата, а сепак не можеш ништо да направиш. Беше немоќен. Тачно. Колку, што се собра, како се помогна? Сега кој колку е можел да пружи, значи јас сум заблагодарен, колку е можел, толку е пружил. Тие пари све што се соберени, негде околу 10.000 евра треба да има. Сите стојат, значи не са питнени. Сега јас станот тражеше го, сега ми се на срцето ми легна, сега тие пари ги вадам и се сакам да го наместим како сите луѓе што седат, што имат, да имат и моите деца. Да не желуваат, немале дек да спијат, немале дек да седнат, да ручат, маса немале, столче. Сакам све да ми обезбедим, да бидат рада да спијат. Се што некогаш им фалеше. Фалеше и многу, не некогаш, цел живот. Импровизирани услови правевте само да бидат да бидат малку. тука. Да бидат фактички. Да им го олесните детството. Па, како пошто јас сам го прошол моето детство многу тешко, заради и они да не го пројдат моето. Затоа сте најмногу среќни. Да, сега сум за тоа среќен. Немам што да кажам, за сите ни се заблагодарам, што се ни помогнали и владата, и вие, и народот, значи сите хумани народ, што се помогнали, ја се заблагодарам од срце. Тоа ми е желот. Нема веќе И сега, ако некој има, исто како мене, нека се обрати на Срце на дланка, нека потражи помош. Може би и он ќе добие нешто, колку може, толку. Ја срце му покажам, да не се срами, нема што да се плаши, нема што да му биде нешто или што да се деси, тоа е. Од мене се заблагодарам на сите хумани луѓе, и на вас, и на владата. Тоа е. Ке ве оставиме со емоциите, средете се, денес ви е најубавиот ден, да поставам во животот. Да? Да, сум заблагодарен. Тоа, немам друго што да кажам. Чувајте се ги децата, опремете им ги собите и имајте мирен живот од денес па натаму. Од срце, заблагодарам се. Тоа е од мене. Радоста на нивните лица, неверувањето во нивните очи, прегратките што траеа додека бевме таму, а ќе траат вечно, се најсилниот доказ дека хуманоста постои. И дека кога човек сака, може да промени нечи живот за секогаш. Што имате најголема желба сега вие у моментот? Сега. Да, како ќе се влезете во станот. Прво нешто што ќе биде станот и ќе јадеме сите заедно. Тоа е прва работа. Друга работа, парите што ги собравте од народот што беа хуманоста, јас ги чувам, се заедно може ли да го средиме? Може? Да. Браво. Денес исто така докажуваме дека хуманоста не е дарба, туку избор. Избор да не бидеш рамнодушен. Избор да бидеш нечие срце, додека светот е ладен. Имам огромно чувство на задоволство и радост што денес сум сведок на еден мално значен чекор за подобрување на животот на едно семејство. Успеавме да овозможиме вистински промени кон подобар живот на 3 деца и нивниот родител. Како институција, наш врвен приоритет е заштита на семејствата во социјален ризик, а пред се на децата од овие семејства. Денеска покажавме дека се грижиме за оние на кои што им сме најпотребни. Со доделување на социјалниот стан на оваа семејство, кое што живееше во крајно незадоволителни услови, оддалечено од градот, од сите инфраструктурни објекти, обезбедивме не само покрив над глава, туку и надеж, стабилност и подобра иднина. Со тоа им се отвараат можности за подобра интеграција во заедницата. Нашата мисија како институција е јасна, да градиме општество
која се заснова на еднакви можности, поддршка и солидарност. Децата се нашиот приоритет и ќе продолжиме со политики во кои ќе бидат ставени во прв план нивните интереси. Овој дом нека биде символ на нов почеток за ова семејство, а за нас нека биде потик да не застанеме во борбата за подобро утре за сите нас. Па и овдека не е многу сјајно живееме, немamo доста основни работи за живење, има прилика ќе преживееме некако. Сигурно, како девојче си посакуваш и своја соба. И па сакам, ама не можеме вака да живееме. И решение има, отприлика ако може доле негде да добиеме некој станче, некоја отприлика како една собичка да добиеме со купатилце, тоа е највише што сакам. Да можеме доле да живееме. По години болка, глад и сиромаштија, сонот на малата Марија и низините браќа станува реалност. Семејството Младеновски од село Мартинце конечно доби свој дом. Мои златни дечиња, да ви кажем добар вест. Тоа што го обеќа, ни го исполнија. Добивме стан. Браво! Што имате најголема желба сега вие у моментот? Сега? Да, како ќе се влезете во станот. Прво нешто што ќе биде станот и ќе јадеме сите заедно. Тоа е прва работа. Друга работа, парите што ги собрате од народот што беа хуманоста, јас ги чувам, се заедно може ли да го средиме? Може? Да. Браво. Во срце на дланка, хуманоста победува. Добар ви ден и добре дојдовте во срце на дланка. Добар ден, ви благодарам за поканата. Во мал број наврати наназад низ годините дури сме се консултирале за помош на некои луѓе што сме ги снимале, а се од Велес. Меѓутоа, ви имате и други интересни проекти за ова со срце на дланка, ќе се наврата малку подоцна. Вие имате и проекти кои што едниот е многу интересен од Македонија за Африка. Така, да. Точно во врска со емисијата, да, во неколку наврати сме се консултирале и сме реагирале таму каде што сме можеле, затоа што таа милосрдна дејност на црквата е нешто што веќе трае 7 години, откако сум јас пастор во црквата. И тоа што е често пати највредното е да се дојде до вистинската информација, да се дојде до вистинските луѓе кои се во потреба. Како природно би рекол последица на тоа нешто е исто така нашата милосрдна дејност која се протега се дори до Африка. Што значи тоа? Тоа значи дека јас студирав теологија во Англија, студирав со луѓе од 20 на земји од светот, меѓу кои од Африка, и со моите бивши колеги со кои сме поминале заедно неколку години, веднаш по дипломирањето решивме да направиме нешто заеднички во Африка, поточно во Уганда, и од 2012 година кога за прв пат отидов таму, од тука македонските цркви, по урнекот на македонските цркви за кои не известува Светото писмо, иако нели самите сиромашни и мали и иако се многу потреби наоколу нас, сепак еднаш годишно кога јас патувам таму, се обидуваме да собереме доброволни прилози за таму да ја благословиме работата на сиропиталиштето, да помогнеме во изградбата на училиште, да помогнеме на вдовици, на сираци, да помогнеме со некои основни потреби за вода, за храна, за соларни панели за електрична енергија и така натаму и така натаму. Тоа го правите за таму загрозените? Да. Кој е бенефитот во Македонија? Се поттикнува онаа вистинска дарежливост која верувам дека е мотивирана најдлабоко, најсуштински, најискрено кога даруваме на некому што никогаш нема да може да ни возврати. Зборувам материјално и слично. Што значи кога ние од тука, од Македонија, со нашите скромни прилози можеме да буквално спасиме животи на деца или на возрастни, таму во нас се раѓа нешто или се продлабочува нешто во нас што понатаму има бенефит и овде помеѓу нас. Така што нашата милосрдна дејност
во Велес, па и пошироко, верувам дека еден од тие катализатори за таа милосрдна дејност е и мисијата во Африка. И вие правите добри дела, освен нели надвор од рамките на Македонија и во градот каде што нели сте роден, живеете и каде што функционирате. Една од активностите вие и во советувалиштата во здравствениот дом. Така. Да, значи ние во изминативе 7 плюс години милосрдната дејност всушност ја започнавме со 5 пакети храна за 5 социјално загрозени семејства. Да, како започнавте да бидете хуманист, освен што си имате вие нели своја професија и служите нели теологија и Божје учење, но сепак сте и хуманист. Да, во суштината на христијанството и во суштината на моето кредо или на моето верување дека не можам да го љубам Бога без да го љубам ближниот. И не можам да го славам Бога ако го одминам ближниот кој е во потреба. Па и љубовта започнува од нели ближниот, од дома, од сопругот, сопругата, децата, па потнатака. И нели нашиот делокруг, луѓето кои се во нашиот делокруг. И ние започнавме, имавме толку пари, толку беше буџетот нели на нашата црква, на нашата зедница, да можеме да одвоиме само тие неколку 5-6 илјади денари месечно да ги направиме тие 5 пакети храна. Значи ова е пред 7-8 години кога парите малку повеќе вредеа нели од сега тие пари. И започнавме на тој начин да тие 5 пакети храна пораснат во 7, во 10, 15, 30, 50 и така натаму. Но сето тоа беше процес кој ние требаше да бидеме верни во она што го имаме, во тоа што ни е доверено, за луѓе со текот на времето да видат, да стекнат доверба, да посакаат да се вклучат во тоа, да дознаат дека воопшто има и такви потреби во нашиот град, можеби во комши на некој дека има таква потреба за да се приклучат. Сега како би рекол како природен процес беше да штом ние веќе ги згрижуваме овие ранливи категории семејства, да видиме како истите тие луѓе или некои други кога ќе дојдат во нашите јавни институции кои се соочуваат со поинако вид на недостаток, како можеме да направиме нешто и таму. До сега, благодарение пак на Бога и на држливоста на неговиот народ, на црквата, сме донирале, сме опремиле, изградиле 2 сензорни соби за деца со атипичен развој. И тоа едно е во посебното училиште, друго е во регуларно училиште, кое веќе има доста голем број на деца со атипичен развој. Имате и акција Топол оброк од понеделник до петок за сите гладни од општината. Да, акцијата за Топол оброк е всушност нели во нераскинлива соработка со Трајче Мешков и со гостилницата Боем. Тие ви подготвуваат, така и вас е којната? Да, кај нас е пунктот за поделба во црквата. Вие делите само храната? Значи ние започнавме всушност со него соработката кога пред години ова веќе нарачувавме од него по негова хуманитарна цена како за нас 30 на 40 оброци во неделите за деца кои се од сиромашни семејства да доаѓаат и да јадат во црквата, да потоа со тек на времето и со неговите акции, со нашите акции да дојдеме до идејата да тоа биде од понеделник до петок и во петок да земат некоја конзервирана храна или нешто за викендот да трае. Така да таа бројка од 15, 20, 30 луѓе варира, некои починале, некои се оцелиле, некои фала на Бога веќе немаат потреба за такво нешто, значи има застанале на свој нозе. И така, тоа ни е секојдневно од понеделник до петок за тие луѓе кои дури не можат ни да си готват или немаат каде или се премногу болни за да го направат тоа, додека останатите го добиваат тој пакет храна, да тие можат да се приготвуваат храната дома. Значи правиме некоја таа проценка, се трудиме колку можеме да биде и реална, и длабока, и долгорочно да тие луѓе им помогнеме да излезат од таа состојба. Соработуваме со Црвениот крст во поглед на информации, на контакти и така натаму. Секој што доаѓа да зема топол оброк од црквата мора да донесе потврда од Центарот за социјални работи,
Така да има некои нешта. Да, дека некој би дошол да нема потреба да јаде? Видете, сега и вие сте во таа работа, обиди за злоупотреби не се многу чести. Баш затоа и прашувам. Не се многу чести, но знае да има и не е, нели, луѓе нема да дојдат току така да бараат и да се срамат ако немаат барем некаква потреба, но сепак заради отчетност, заради наша сигурност и во поглед и на бројка, знаете, сега едно е ако јас добивам 20 оброци испорачани секој ден, а секој ден доаѓаат 25, 35 луѓе. Едноставно не можеме да ги обслужиме сите. И затоа мора да имаме некаков систем да и од гостилницата и ние во црквата и луѓето кои доаѓаат да знаат дека ќе има загарантирано. Мора да се има некаков ред. Да има ред и тоа е за доброто на сите. Познавајќи го, да можеме да ги запознаеме луѓето и каков профил се, какво работно искуство имаат предходно, ако воопшто имаат, да со остатокот од контактите од црквата и низ градот да се потрудиме да им најдеме некое, нели, трајно решение. Да. Од тие некои 60-70 семејства кои ги имаме на списокот, зборам само од Велес и од околината, кои ги помагаме на еден или на друг начин, за некој од нив знаеме дека ќе се грижиме за нив додека се живи. Затоа што се работи за луѓе кои се инвалиди, кои се возрастни, кои земаат само некакви минимални примања и едноставно не можат да работат. Знаеме има случаи каде што тие се грижат за некои кои не можат да го остават и кои реално може да се најде некоја работа, но таа би била некоја делумно со кратко работно време и така нешто и сепак помошта ќе биде и понатаму потребна, без разлика и ти да земаат некои 5-6 денари за чистење ваму или таму, пак ќе треба помош. Додека имаме семејства кои, можам да кажам дека дошле и самите биле свесни, дошле до моментот каде што децата веќе се средношколци или веќе полнат 18 години, наоѓаат сезонска работа или наоѓаат постојана работа и ќе ми се јават, ќе речат пастор Филип, од следниот месец пакетот храна кој, нели, сме го примале 2-3 години, колку и да го примале, нека оди за друго семејство, се вработи и ќерка ми, се вработи син ми, или јас се вработив и така натаму. Така што има успешни приказни, имаме ние 2 програми за стипендирање на средношколци и стипендирање на деца кои се на факултет, кои доаѓаат од такви семејства и кои не можат да се дозволат едното или другото. Знам дека имате помогнате на многу семејства од Срце на дланка, кога се, нели, храната и барем тој неделен оброк во прашање, за тоа сме разговарали и сме се консултирале. И луѓето, можеби дел се уште доаѓаат кај вас и во иднина повторно ќе ве бараме за било кој случај во Велес, да може да му се помогне што е можно побрзо, бидејќи заедничката цел е среќен живот на нашите сожители. Така. Во секое време добре дојдени сте и ви благодарам, нели, сепак и за вашата работа и за соработката која сме имали и ќе имаме.